Добро утро и добро дојдовте. Добро утро и од мене. Ве пречекавме на аеродромот Петровец, ги видовме емоциите таму, имаме и слика, имаме инсерти од тие моменти. Зборувавме во изјавата снимена веднаш по вашето слетување во Скопје, како се чувствувавте на Монт Еверест, како поминаа деновите, ќе зборуваме и во малку повеќе ќе елаборираме во рамките на денешната емисија. Сега веќе спласнуваат впечатоците, како сега по она што го видовте по пречекот на аеродромот и по реакцијата вчера во вашето збирно место со планинарскиот клуб Х2O, како сега го гледате она што го направивте таму некаде високо? Па, секако дека направив голема работа, ризична работа. Искрено не очекував дека ќе биде толку тешко. Со оглед на тоа што претходно имам искуство на такви високи планини, но сепак чувството над 8000 метри е сосема поразлично и тоа може да се доживе само на Хималајскиот масив. Така да, како да кажам, се уште се чувствувам уште Джетлек, планински. Джетлек, гордо, но сепак со огромен респект кон таа планина и тој цел планински масив, кој што навистина опоменува кога треба да го качуваш, дека треба да внимаш буквално на секој ден чекор и да го слушаш својот организам. Секој чекор, секоја мисла, има многу ќе кажеме спремни, односно подготвени планинари кои што не успеале да се искачат, што поради тоа што не им дозволила планината, тоа и поради тоа што мислеле дека се доволно подготвени. За Монт Еверест, дел од популацијата која што го следи планинарењето, алпинизмот и слично, сага да каже дека е малку клиентистички пристапот, дека во денешно време му е возможен пристап на секого до горе. Дали е тоа така навистина? Да слушнеме од човек кој што бил таму. Да, сега ќе ви кажам заради тоа што со оваа тема разговаравме многу ние што бевме вклучени во тие експедиции во истото време. Прво и основно, не е исто да се качува планина до 8000 и над 8000. Прво, вие колку и да сте спремен, вие не знаете како ќе ви одговори организмот на тие атмосферски услови. Заради тоа што не секој организам има ист сетап. Оваа година, например, може гледачите го знаат, Килиан Жорне, еден од најпознатите ултрамаратонци, не успеа да го качи Еверест. Да, имаме инсерти, фотографии од Еверест, не е лошо да ги може да ги видиме, да, значи, дека зборуваме. Еве еден ултраспортист со многу награди, оваа година не успеа да го качи. Зошто? Заради тоа што баш во тој временски период не се погодија временските услови, можеби и не бил баш во тој ден он толку спремен и едноставно вие не може да предпоставувате како ќе изреагирате. Друго станува збор исто така и за генетските особини. Значи луѓето што живеат во тој дел имаат 5 различни гени кои што ние тука што живееме, да кажам, во пониски висински разлики ги немаме. Така да тој недостаток на кислород што они го компензираат таму, ние не можеме да го искомпензираме. Друго е зависи како е вашата здравствена состојба, кои претходни болести ги имате прележано, некои хронични болести и така натака. Значи многу фактори влијаат дали вие ќе се искачите или нема да се искачите на врвот. Временските услови како ќе бидат погодени. Клиенти навистина има многу од цел свет. Ја дури се чудев, едно место го викавме Кумбу Елевейтор, каде што навистина некои планинари ги бутка одоздолу и ги влече одозгора, зашто не може да ги качат ѕидовите на ледените ѕидови на глечерот. Тоа се 6 огромни високи ледени ѕидови, каде што треба навистина сила. Нели не се оди по скали да го. Не се оди по скали, но тие луѓе се елиминираат уште во текот на самите први 1-2 ротации. До сега процентот на искаченост бил околу 70% од тие што има добиено дозвола, значи 30% не се искачиле. Оваа година, за жал, заради лошите временски услови, процентот на искаченост е негде под 40%. И со најголем број на смртни случаи.
Прво имаше многу голем број на клиенти. Ги гледате сите тие 463. планини на кои што планината им останува вечен дом кога одите нагоре? Да, значи има доста тела кои што се наоѓаат покрај патеката и тоа е во делот од еден дел така наречен балкони до Хилари степ, до под самиот врв. Најверојатно тука се случуваат сите тие дисбаланси во човечкиот организам, значи некаде од 8200 до кај самиот врв се наоѓаат тие тела кои што всушност и остануваат таму, заради тоа што за да се симне едно тело од Хималајскиот масив е многу тешко и чини многу пари. И предпоставувам дека потпишуваат согласност дека ако нешто се случи. Да, се мислат, потпишуваат согласност. Некои ги симнуваат, но тоа е многу мал процент. Што кажува телото на над 8000, на височина над 8000 метри, кога ќе се затрчаш по скали во објектот каде што работиш или каде што живееш, кога на кеј ќе потрчаш малку повеќе од она што е капацитетот на белите дробови на мускулите во моментот, е тешко. Да. Како е таму горе? Таму горе, јас искрено сега можам да зборам за мене, до 8600 не почувствував буквално никаков проблем. И јас мислев дека Еверест ќе го качам како водно. Баш така си помислив како што претходно кажавте пред малку дека е многу клиентистички, дека ќе може секој да го качи. И се чувствував едноставно многу супериорен психофизички. Но во 90-та минута? Но во 90-та минута одеднаш како некој да ме боцна како да сум еден балон и одеднаш да се издишам. Од 8600 до самиот врв бев буквално изнемоштен. Многу бавно се движев, многу ми беше тежното дишењето, но сепак не заостанував за тимот. На врвот се искачивме сите заедно, ние бевме четворица во тој интернационален тим со уште толку шерпаси. Во исто време се качивме на врвот. За жал не останавме долго заради тоа што временските услови беа многу лоши, дуеше многу јак ветар, беше ладно, но јас не знаев, еден од нашите пријатели веќе почнал да развива знаци за висинска болест. Затоа одма се спуштивме. Прво што помислив кога бев на врвот и во текот на самото искачување, иако вие го гледате врвот, тоа се тие така наречени Хилари степс, каде што одите горе-доле по работ на Еверест, ми беше мислата да се качам жив и што поскоро да се симнам жив. Заради тоа што се чувствував преуморен. Спуштањето исто така беше тешко. Повторно ќе кажам, до истата точка негде околу 8600 и понатаму без никаков проблем се симнав до кампот. Се качува човек на највисоката точка на светот, што вели погледот надолу? Значи погледот е величенствен, буквално како да се најдете во некој облакодер. Освен со очите, го примате погледот со сите сетила? И со сите сетила, нормално. Таа сфера јас баш не ја доживеав на земјината толку што некој пат се гледа на фотографии, заради тоа што имаше многу снежнина носи од ветерот. Но едноставно се чувствувате многу доминантен кога застанувате на врвот на светот. Се обидов да направам неколку видеа и фотографии, но телефонот ми чудесно ми се испразни батеријата, иако стартува со 100% батерија, но таму е многу ладно, минус 40, кога дува ветар, real feel е дури минус 50. Го извадив телефонот, почнам да правам видео, на првите 10 секунди ми се исклучи, едва и го уклучив за да направиме неколку фотографии. Од зборовите, а можам да замислам како е таму горе. Да, значи се исплаши, викам ќе се качам на врв, ќе останам без фотографија заради тоа што ми се испразни телефонот, но во секој случај се успеа да се направат неколку фотографии и да се овековичи тој настан. Се враќа човек од Еверест, се враќа од највисоката точка на светот, кој му се мислите додека се враќа дома, сака ли повторно да оди над 8000 метри? Па, гледайте сега, како и секој еден спорт, ја мислам па и таков е човечкиот карактер, е дека ние секогаш размислуваме прогресивно и никој пат нема да застанеме. Секако дека ова ми е дополнително одскочна таска да проложам и понатамо.
имам во план, можеби што оваа година, секако и следната, да искачам уште неколку врвови во тој дел од Хималаите. 14 се вкупно. 14 се вкупно, да, но гледате сега, има многу поатрактивни планини кои што се и под 8000, а кои што пленат со својот релјеф, со својот изглед, со техничките карактеристики, убавина. Фортин Пикс е престиж или реалност која што тоа е Гранд Слемот на Тоа е Гранд Слемот, тоа е реалност како не. Значи на планинарите, на качувачите, на алпинистите. Гранд Слемот е реалност, луѓето го прават, го можат. Оваа година може да пратите, има една норвежанка, Кристин Карила се вика, додека јас бев на Еверест, таа качи 4-8 милјадници. Заедно тргнавме од хотел, во ист хотел бевме сместени. И пешки секаде или од Бескам до Бескам со некој превозно средство? Од Бескам до Бескам подат со хеликоптери. Станува збор за огромни буџети, значи тоа се милионски суми на спонзори кои што го возможуваат тоа. Но како идеја, значи жената и покрај има таа поддршка, да кажам, логистичка од Шерпаси, од хеликоптери, од се, од Бескам до врв да се качите, не е мала работа, навистина е респект дело и можеби таа и ќе го помине рекордот на Нимс, кој што го гледате, го има на Netflix. Реклама за Netflix, да. Така да жената може ќе биде и поуспешна од него. Останува уште да ни доловите кои беа зборовите со кои се обративте на студентите на првото предавање по доаѓањето во Скопје. Разговаравте за биомолекуларни теми или за Монт Еверест? Ве прашаа ли како поминавте горе? Доминантно за Монт Еверест. Што ги интересираше најмногу младите? Истите овие прашања што ми ги поставувате тука, какво е чувството, зашто го правам тоа, кои се моите следни планови. Имаше некои различно прашање од денешните, ќе ни откриете? Во главном нема, тие се, да кажам. Златко Јаќевски, Монт Еверест, чекиран 8848, највисоката точка на светот влегува во Сивито. Благодариме, прво ви заблагодаревме на аеродромот што се вративте, што има што да кажете и има кој да ни го пренесе. Тоа е еден од 6 македонци кои се искачија на Монт Еверест. Уште еднаш честитки и со секој нареден врв. Следната дестинација нека биде студиото на Македонска телевизија. Благодарам многу, секако дека ќе биде. И посакувам, еве јас сум 6-тиот, но уште десетици после мене да го сторат истиот успех и да имате многу повеќе гости и да споделуваме убави информации од ова студио на спортски план. Благодариме уште еднаш.